На барање на голем дел од вас, почитувани гледачи на емисијата Заспи ако можеш, но и читатели на моите колумни на express.mk. Од денеска започнувам со уште една серија на мои лични ставови и коментари во врска со актуелни македонски настани, процеси, личности и други собитија кои што се вредни за коментар. На овој канал на YouTube ќе можете да ги чуете моите ставови, повторно ќе речам лични обсервации за состојбите што не окружуваат. Денеска сакам да зборувам за еден гаф кој што не е ниту на денот, ниту на неделата. Овој гаф кој што може да го обележи целиот овој период пред нас и сите овие процеси зад нас. Гафот го направи министерот поранешен за надворешни работи Никола Димитров, исто така и поранешен вице-премиер за европски прашања во владата на Заев, кој што одеднаш заборави што потпиша и почнува да зборува за некои други ситуации. Тој од Прага, преку социјалната мрежа Facebook, ни порача дека станал член на светската влада, позната како светска влада, а ја нарекуваат трилатерала. Тоа е група која што содржи во себе огромен број на моćни луѓе од светот на политиката, на бизнисот, медиумите и така натаму. Никола Димитров се пофали дека станал член на ова елитно друштво. Гафот што тој го направи се однесува на неговиот потпис даден во селото Нивици во Грција, каде што тој лично потпиша договор за промена на македонското уставно име, со што Македонија стана северна. Зошто Никола Димитров одеднаш, откако стави параф на промената на вековното име Македонија, почна да користи само Македонија? Токму така. Во неговиот Facebook пост на два пати ја споменува неговата држава, поточно нашата држава, и зборува за Македонија. Ниту С од неговата северна. Дали Никола Димитров конечно разбра дека направил грешка, или можеби се работи за некоја друга лукративна причина во пресред на следните парламентарни избори, каде што се очекува и тој да учествува доколку успее да собере 1000 потписници неговата партија, ќе видиме наскоро. Она што Никола Димитров мора да го објасни наскоро е зошто тој заборави на северна и ја зборува Македонија. Се разбира, во Заспи ако можеш, Никола Димитров не доаѓа, заради тоа што знае дека го очекуваат многу тешки прашања. Затоа вечерва во Заспи ако можеш ќе биде гостинка една жена, многу храбра жена, жена која што во последниве неколку години ја одбележа македонската политика и која што им покажа на многу своји сограѓанки, но и многу своји сограѓани како треба да се води политиката. Честно, доблесно, искрено и отворено. Во 22:30 на Алфа телевизија, во Заспи ако можеш, заедно со мене и со Драган Милосавлјевиќ,